Денеска сум во посета на општината Шуто Оризари, односно во рамки на мојата посета го посетив средното училиште Шаип Јусуф во рамки на оваа општина, кое што лани во текот на ланската учебна година за прв пат го отворивме. Навистина, денеска сум на еден начин по однос на два убави поводи. Имено најпрво ќе започнам во однос на училиштето. Најпрво дозволете ми во оваа прилика да се заблагодарам и да и честитам на општина Шуто Оризари, на градоначалникот Елвис Барам и на директорката на средното училиште Шаип Јусуф прво за начинот на кој што го одржуваат училиштето во текот на една година до сега. Можам да кажам дека училиштето е во одлична кондиција. Им честитам за таквиот домакински пристап и одговорен пристап околу самото училиште. Од друга страна, навистина сум многу среќен за бројките кои што ја потврдуваат одлуката на владата и на Министерството за образование и наука, ја потврдуваат во позитивна смисла одлуката да се отвори ова училиште. Имено во текот на минатата година, кога започнавме со фактички првата учебна година во новото средно училиште, имавме 80 на ученика кои што беа дел од ова државно средно училиште. За разлика од лани, оваа година имаме околу 200 ученици, со што бројката сериозно прогресира. Значи за 2,5 пати имаме зголемен број на ученици и јас верувам дека во следните години уште повеќе ќе се зголемува бројот на ученици кои што ќе бидат дел од ова државно средно училиште, со оглед на тоа што нашата основна цел беше да го доближиме образованието и не само од аспект на процес на набавка на книги, него и од аспект на набавка, односно подготвување на соодветни услови за учениците, како што беше изградбата на овој капитален објект за кој што Министерството издвои 1,5 милиони евра за потребите на учениците во општината Шуто Оризари. Истовремено би сакал да информирам дека целосно нашата поддршка по однос на интеграцијата и вклучувањето на учениците роми во образовниот систем продолжува како министерство. Ја продолжуваме со многу конкретни мерки. Имено би сакал да информирам дека денес веќе е објавен огласот за стипендирање на 600 ученици роми кои што ќе бидат дел од програмата која што ја спроведуваме во рамки на Министерството со управата за поддршка на правата на малцинствата, во која што во дадениот момент имаме можност со дополнителни 600 стипендии да поддржиме 600 ученици роми кои што ќе се вклучат во рамки на средното образование. Навистина станува збор за конкретна мерка и воопшто во делот на стипендирањето и поддршката на студирањето на учениците роми. До сега се доделени 4000 вакви стипендии, имаме околу 900 роми ментори кои што се дел од оваа програма. Оваа година денеска излезе огласот за нови 600 стипендии и нови околу 130 ментори кои што ќе бидат дел од оваа програма. Во оваа прилика апелирам до сите заинтересирани ученици да аплицираат за остварување на правото на стипендија, која што ќе трае во период од 9 месеци и ќе се движи во различен износ, за тоа поконкретно ќе каже и директорот. Меѓутоа, верувајте, таквата поддршка само на таков начин може да се на еден начин потенцира поддршката која што ние како влада имаме кон учениците роми, генерално кон ромската заедница во Република Македонија. Од вкупно 582 стипендисти што ги имавме поддржано, 579 ученици, односно 99,48% успешно ја завршија годината. Имавме само 3 ученици кои што се откажаа од воспитно образовниот систем, што е одличен резултат. Вкупниот просек на овие 582 стипендисти на почетокот на учебната 2015-16 година беше 3,40, а на крајот на учебната 2015-16 истиот е зголемен на 3,74, што говори дека мерката менторство и туторство што ја имаме како дополнителна активност дава резултати не само во опфатот и во мотивирањето на средношколците роми успешно и навремено да го завршуваат своето образование, туку и да постигнуваат резултати кои што се на завидно ниво. За учебната 15-16 4 годишно средно образование ни завршија вкупно 121 средношколец, а 3 годишно средно образование 35 ученици. Од овие 121 средношколец со 4 годишно образование, 41 матурант, односно 34% продолжија и се запишаа на некои од државните и приватните универзитети во Република Македонија.
Имајќи го во предвид овој проект кој што дава засега одлични резултати, Министерството за образование и наука оваа година со измените и дополнувањата на Законот за ученички стандард во член 54 став 3 го стави доделувањето на стипендии за средношколците роми, со што практично сега од проект веќе имаме јавна политика која гарантира одржливост на оваа мерка и е целосно финансирана од буџетот на Министерството за образование и наука. Нашиот долгогодишен партнер Ромскиот образовен фонд засега е се уште дел од оваа иницијатива со поддршка на втората компонента, односно менторството како дополнителна поддршка. Оваа година, како што најави заменикот, имаме 600 нови стипендии поделени во 5 категории. Тие што се со највисок просек добиваат и највисока сума. Сумата се однесува од 1000 до 2200 денари месечно за ученик за 9 месеци и верувам дека и оваа учебна година бројот на стипендии ќе биде максимално искористен и резултатите ќе бидат на уште повисоко ниво на крајот од истата.